Në 2 vjetët që jam drejtor, rroga është banuar vetëm 1 muaj. Dhe në atë kohë që parashel ligji prej në datën 1 deri në datën 15, ne kemi banuar 1 ditë. Në datën 16 kemi dhënë rrogët. Jemi duke u stabilizuar. Dimrat e kaluara ka qenë dhënia e rrogave shumë problematike, ku ka pas nga 2-3 muaj që s'kan marrë rroga. Пошта на Македонија доби 100 нови возила, но просечната возраст на вработените е 55 години. Недостатокот на возила и поштари на терен во минатото доведе до тоа околу 600.000 пратки да останат во поштенските магазини. Лошите услови за работа во ова државно акционерско друштво придонесоа минатата година да заврши со загуба од 5 милиони евра. Но новиот менеджмент вели дека со намалувањето на бројот на административци и затворање на некои поштенски пунктови ќе се зголеми ефикасноста на поштарите во брзината на доставата и ќе се зголеми добивката со отплата на долговите. Në pjesën e punësume, e ceka edhe më herët, ne kemi punësuar në vitin 2025, planifikojmë në vitin 2026 kemi diku 120 punësime, cilët do të jenë vetëm në pjesën teknologjike për pjesë shoferëve apo në pjesën e ndarjes së paketave e kështu me radhë. Jo, realisht kemi vënë skenim gjendjes qysh në moment parë. Ka pas, po disa kanë filluar të vinë, disa i kemi largu, kështu që për momentin jemi stabil dhe besoj që në të ardhmen nuk do të lejojmë asnjë gjë e tillë të ndodhë kështu. Министрот за транспорт Александар Николовски истакна дека оваа институција била запоставена од претходната влада, за која се подготвувале физибилити студии за продажба и приватизација, но тој се обврза дека ќе ја обноват како државен ресурс. Инвестицијата за новите возила изнесува околу 2 милиони евра. Во описот на новите возила тој рече дека 10 комбиња имаат носивост од 750 кг, додека поголемите имаат носивост од 1800 кг, што, како што додава, ќе помогне за побрза испорака на пакети, што е главната дејност на пошта. Некаде над 75% од целокупниот промет во државата го прави Македонска пошта, но кога ќе видите на страна на приходи е обратно, што значи дека либерализацијата на пазарот наместо да создаде конкуренција, создаде монопол на приватните пошти, кои што ги земаат најпрофитабилните бизниси, кои што не се заинтересирани да носат писмо од Скопје во Вевчани, например, а Македонска пошта останува како единствен провајдер на овие услуги и единствени кои што возможуваат државата да функционира. Ревизорскиот извештај во 2025 година покажал дека АД Пошта тоне во загуби и долгови. Од 2017 година таа е во неповолна финансиска состојба со постојани оперативни загуби, а најголемата загуба од над 229 милиони денари или повеќе од 3,7 милиони евра е регистрирана во 2022 година. Само 59,7% од пратките се доставени на време, додека 30,5% се доставени во рок подолго 3 дена, што представува отстапување од стандардите на Универзалната поштенска унија, која предвидува минимален стандард од 75% и максимален од 88% за успешно и навремено доставени пратки.